Настапувавте пред многу јавни личности во Полска, министри, доживеавте и представување пред публиката со толку многу посекуваното име на нашата држава, но исто така, освен во официјалниот дел, имавте многу значајни средби, дружења, учество во пропратни активности кои што значат склопување на нови пријателства, кои што верувам дека како за вас, така и исто и за хористките се многу убав момент од престој и надпревар. Така, мора да се напомене дека ова е 43-ти нивни меѓународен фестивал на духовна музика или надпревар на хорска музика. На гала концертите или концерт на победниците, кој е третиот ден, секогаш во публиката е министерот за култура на Полска, како и овој пат бил во публиката беше и премиерот на Полска. Исто така, во публика беше и грчката амбасадорка, ми се чини така кажаа дека е амбасадорка, и уште поголем мотив и инспирација и желба нормално е затоа што на овој фестивал нашата држава беше представена како Република Македонија без придавката. Јас секогаш како диригент, кога ги правам апликациите, си пишувам Македонија, некаде ќе ве прочитаат, нели, како северна, но некаде, да, ќе ви испочитуваат и ќе ви го кажат името кое го сакате да ви го прочитаат. Значи, тоа е мотивација, плюс да се бориме и да се доживуваме така како што треба. Ние како луѓе и децата и пред самиот аудиториум представувањето. Инаку, имавме повеќе дружења со повеќе хорови, они имаат една вечер каде што е наменета за дружба на сите хорови. Првен почна да пеат полски народни песни, хоровите од Полска кои беа, па тука се вклучија српскиот хор на прво певачко друштво, каде што тие си носеа и кларинетиста и после побара и ние да испееме песни, па испеавме девојчињата од хорот и момчињата испеа македонско девојче Јовано Јованке, Нестој Донедонки, и баш убаво ни беше и пријатно и мене како човек што србите заедно пееја со нас, ги знаат нашите песни и тоа е исто така поголема мотивација за одржување на вакви пријателства. Исто еден момент ми остави впечаток каде што свештеникот што беше во придружба на прво певачко друштво од Белград не снимал за самиот надпреварувачки ден и снимките ги пратил веднаш на дедо Стефан со тоа дека еве имаат и вашата црква со што да се гордеат и деца кои изведуваат доста обемна и тешка програма на духовна музика. Честитки и ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам што не следите и не поддржувате.